Здравствените работници биле многу важна алка во народно-ослободителната војна, неопходна поддршка за животот на борците кои што тоа како се труделе за самостојна и независна Македонија. Токму на здравствените работници го ставаме фокусот на наредниве минути во разговорот со председателката на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри Гордана Бешлиевска, која што ни носи многу интересна приказна во утринската програма. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, нека ни е честити векови денот на македонското воспитание. За многу години да ни е денот, господја Бешлиевска, историските податоци секако говорат дека здравствените работници биле многу важна алка во целата приказна за борбата за самостојност и независност. Така е, ние во Сдруженијето и во Унијата со една одлука од после нашето учество на меѓународните конгреси за историјатите на сестринството, навлеговме доста во деталите на сестринството со паролата дека медицинските сестри мора да се ја познават и знаат историјата за да можат да бидат успешни во сегашноста и да градат успешна иднина. Во таа насока, значи, нашите великанки во сестринството, како што се Славјанка Влахчева, Ленче Кепева, Караѓозова, Јованка Јовева и така понатака, имале посебен допринос, посебно доприносот на сестра Ленче Кепева, која што во 12-та дивизија била активно вклучена и помагала за ранетите партизани и била во централниот штаб во Народно-ослободителната борба, подоцна и била директорка на земската болница. Во тоа време, 44-та година, значи, президиумот на АСНОМ донесува одлука за формирање на првото медицинско училиште и во февруари 1945 година се формира првото медицинско училиште за медицински сестри во тогашна Македонија, чија што директорка е Славјанка Влахчева како прва медицинска сестра, а Ленче Кепева, кој што ви ја спомнав, и останатите се појавуваат како инструкторки и соработнички во тоа време во училиштето. И целата оваа приказна вие раскажавте на меѓународниот конгрес во Белград на здруженија кои што генерално се занимаваат со историјата на сестринствата. Так. Ваша задача беше македонската приказна за Славјанка Влахчева. Ќе споменеме дека во 1972 година е добитничка на орденот Флоренс Најнтингел за заслуги за сузбивање на туберкулозата. Имавте многу што да кажете на оваа тема. Многу да ви кажам, ние бевме многу изненадени, пријатно колку тоа го привлековме вниманието на Европската асоциација која што се занимава со историјатите на сестринствата, каде што меѓу другото не само со основачките, него туку и со целокупните истории на здравствениот систем, на здравствените институции, на асоциациите, на професионалните здруженија, на нивните статуси, како тоа они се развивале во текот на историјата. Оваа година Клиничкиот центар во Белград беше домаќин на таквиот кој што се организира секоја четврта година меѓународен конгрес на историјатите на сестринството, каде што бевме повикани и изборувавме за сестринството во Македонија. Председателката на асоциацијата беше присутна на конгресот. Седиштето на асоциацијата е во Копенхаген. Ние добивме понуда како здружение, како Унија, веднаш да влеземе во истата асоциација. На наше огромно задоволство и колку што бевме почестени, ние за 48 часа преку нашите технички служби во здружението ги подготвивме сите потребни протоколарни и административни документи за влез и од Копенхаген добивме повратна информација дека здружението ќе биде примено и ние треба да одговориме на предизвикот со формирање на друштво на сестри кои што ќе се занимаваат со историјатот на сестринството во Македонија. Ние тоа веќе го испланиравме. Меѓу другото, донесовме одлука за повелба од ликување од прв ред Славјанка Влахчева, која што ќе ја доделуваме прв пат оваа година, и тоа со поддршка и покровителство на општината на градот Штип, бидејќи таа е родена штипјанка, и со огромно задоволство го прифатија, значи, настанот како таков. Ние ќе го промовираме на престојниот наш меѓународен втор конгрес кој што го организираме сега од 13 до 15 октомври во хотелот Дрим во Струга на прекрасното Охридско езеро. Ова ќе биде своевидна мотивација и за идната генерации медицински сестри да работат и да се трудат, но секако треба да потенцираме дека и конкретни услови за работа им се неопходни за да можеме да ги задржиме овде. Тоа е и борбата. Па ние многу пати сме зборувале на оваа тема, вие континуирано нас не следите во сите насоки, знаете и нели јавноста дека Сдруженијето и Унијата е гласот кој што го подига за медицинските сестри во насока на оние 4N незадоволни, неприфатени, непризнаени, недоволно платени, каде што нели многу пати зборуваме за тоа дека тоа се основните причини кои што мора на некој начин да ги подобриме со стратешки програми како би ги задржале медицинските сестри и не би го дозволиле ваквото одлевање, затоа што и регионот и Европа и светот се соочува со голем дефицит и доколку нешто не направиме и не инвестираме
во образованието на сестринството, кое што значи инвестиција во здрава нација, ние медицинските сестри за брзо време значи ќе ги имаме во еден огромен дефицит. Стартувавме и во короната за време на истата со голем дефицит и во овој момент се соочуваме врз основа на европските стандарди на потребите на сестри во болниците, имаме дефицит секаде, посебно во стационарните делови во секундарното здравство каде што се лежичките пациенти и каде што стандардите на бројот на пациентите, на бројот на лекарите и на креветната зафатнина 50% недостасуваат кај медицинските сестри. Ако една од темите на кои што се дискутира е квалитетот на работата на здравствените работници, што велат искуствата кога ќе се сретнете на такви меѓународни конгреси во однос на регионот? Конгресот е во таква насока, значи ова темата на конгресот е здравствената нега како научна дисциплина, тоа е полето во кое што медицинските сестри се признаени како професија, каде што мислам нештото каде што ние допринесуваме за скратување на болничкиот ден, за подобрување на ефикасноста во болниците, нормално све е упатено кон суштината на нашето постоење на нашите пациенти. Конгресот е една можност за стручно усовршување, конгресот е една можност на сестрите за надградување и за сето она кое што они го работат да го преточат во сопствени трудови. Ние, меѓу другото, од сите стручни трудови кои што ќе ги имаме и од регионот и од Европа, а верувате ми дека е тоа една многу богата програма, бидејќи за нас здравствените работници знаеме сето тоа што значи како дел во унапредувањето на нашата професија, ќе имаме многу што да слушнеме, да споделиме и да се надградуваме. Конгресот ќе биде можност и за отварање на нашето сестринство према регионот и Европа, бидејќи очекуваме над 26 професионални издруженија да бидат присутни на конгресот сега во Струга. Очекуваме да ни дојде председателот на Балканската асоциација, чии што ние членови сме, значи ни доаѓа и председателот на ЕФНА и ИФНА, Европската асоциација на сестрите од интензивното лекување и реанимација, ни доаѓаат голем број на еминентни професори од високите образовни институции од регионот и Европа, меѓутоа доаѓаат и нашите представници од Министерството за здравство, од Министерството за образование, наши професори од високите медицински школи, нашите сестри кои што се преценели креатори на здравствените политики во здравствените болници, кои што ќе бидат составен дел од конгресот и кои всушност аплицираа со огромен број на трудови, кои што преку нашата комисија која што имавме формирано во здруженијето се направи една селекција на трудовите кои што ја оправдуваат темата. Очекуваме присуство на над 400 учесници. Спремни сме, веќе екипата и организацијскиот одбор е во Струга и се подготвуваме за престојниот конгрес, за кој што ја користам приликата и можноста да ги повикам сите медицински сестри кои што можат и не се во тој период на своите работни места да го посетат, да дојдат и да бидат дел од конгрес. Причината поради која што имаме недостиг на кадар е двојна. Едната е поради иселувањето, а другата поради, не зборувам само за здравството, за генерално многу сегменти од живеењето. Голем дел од младите кои што не сакаат да учат одредена струка. Имаме ли млади медицински сестри, сакаат ли младите? Па да, имаме, меѓутоа ние се сочуваме сега многу пати зборувавме за таа хиперпродукција на тие преквалификации со кои што ги затвараме работните места во болниците со интереси на морам да се изразам со интерес на политичка реторика и национално пребројување и се прави дестимулација на младите кадри кои што се запишуваат во средните медицински училишта, продолжуваат во високите медицински училишта да се надградуваат и дошколуваат, меѓутоа конкурсите во болниците се секогаш со средна стручна спрема и тогаш ни се конкурентни овие од преквалификациите. Ние сме поборници за сите доквалификации на сродните струки. Меѓутоа, ваквите преквалификации нас како професија на некој начин не ни се подобни заради тоа што многу се тие програми ускратени, за нас се потребни голем број на практични часови и меѓутоа сите тие кои што си го нашле начинот за да се дошколуваат и така понатака, тие само ги користат можностите. Меѓутоа, ние сега со влезот во Балканската асоциација и со меморандумите кои што ги подпишавме, направивме еден надворешен притисок и притисок натре во државата. Имаме оваа година времена забрана на уписите на таквите времени дошколувања и се надеваме дека ќе успееме или да ги ставиме програмите во еден посериозен тек и временски и стручен и професионален или воопшто ќе ги законски забраниме како такви да не постојат. Со тоа на некој начин стимулацијата за школувањето во медицинските училишта ќе биде каква што е. Во меѓувреме многу интервениравме со сондажа од терен за потребите на сестрите од стоматологијата, стоматолошките сестри и акушерките, каде што побаравме од средните медицински училишта да се вратат како паралелки, за да се задоволи интересот на младите идни медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри. Колку сестри оваа година ќе бидат одликувани за квалитетот за својата работа? Ова одликување ќе го добиват 1 до 2 максимално медицински сестри кои што ќе имаат... Кои се критериумите?
Значи, ова е посебен допринос во сестринството. Значи, ова година изборот и критериумите за овие две медицински сестри кои што ќе ја добијат повелбата од ликувањето од прв ред Славјанка Влакчева, значи 40 години работно искуство, значи голем допринос во сестринството од страна на едната сестра, значи допринос во развојот и основањето на здруженијето и во сето она кое што го направивме и го работиме. Истата таа ќе ја предводи асоциацијата, односно ќе го води друштвото на сестрите кои што ќе го водат историјатот за нашето сестринство и кои се занимаваат исто така и ќе прават една збирка која што се надеваме ќе ја преточиме еден ден во една книга за која што со гордост ќе зборуваме и ќе бидеме како амбасадори, како што бевме во Белград и ќе зборуваме за нашето сестринство. Другата сестра ја добива повелбата за 40 годишно работно искуство во кое што остави голем траг за едукација и образование на медицинските сестри преку научни едукативни работилници, симпозиуми и така понатака, така да тоа се сериозни траги во историјата нивна на нивниот работен век и сериозни како да кажам причини за да ја добијат ова година повелбата. Би сакала јавно да се заблагодарам на семејството Влакчеви, од кој што побаравме одобрување за истата, го добивме, ќе бидат дел од конгресот и една од повелбите заедно со представниците од општината Штип се надеваме на градоначалникот и така ќе бидат доделени на добитничките. Одговорно е работеле својата работа и во народно-ослободителната војна во многу по-оскудни услови. Јас се надевам дека овие генерации ќе го ценат и тоа што го имаат, ќе бидат многу поамбициозни, ќе создаваат и испишуваат нова историја. Единствено нешто што многу сакам да го порачам на младите кадри и во болниците на сите сестри дека мора да го почитуваме квалитетот на нашите медицински сестри со работно искуство, да го вратиме нивниот авторитетот на сестрите кои што имаат знаење и вештини и да бидеме единствени, да се поддржуваме и само така ќе успееме. Благодарам госпоѓа Бешлиевска за гостувањето во Македонија наутро. Убава приказна ни пренесовте. Јас се надевам дека веќе следното дружење овде во студиото 5 на Македонската телевизија ќе не биде и со добитничките на одликувањето. Да, ви благодарам секако. Благодарам.